Меѓутоа, денеска, како што кажавте, зборуваме од аспект на веќе прележани пациенти кои што ја поминале кризата и последиците кои што ги оставила ситуацијата самата инфекција. Вака сега може да зборуваме од два аспекти. Едниот аспект е акутната фаза во која што се наоѓаат лицата заболени од ковид. Значи во таа акутна фаза самиот организам се бори со инфекцијата како и со сите други инфекции. Овде од ментален аспект може да се рече дека настануваат најстрашните типови, например делирантните состојби кои што ние ги третираме, тоест колегите во ковид центрите. Во акутната фаза е многу рано да се зборува за депресивни или анксиозни состојби. И веќе во наредната фаза, во фазата во која што субакутна, односно веќе во фазата на оздравување, настанува една така наречена ментална магла. Тоа значи дека пациентите и не оние пациенти кои што биле на кислородна подршка само, значи и пациентите кои што биле онака без симптоми, асимптоматски, кои што ја поминали ситуацијата, се појавува една нарушена перспектива, значи што ќе се случи понатаму, една депресивност, една збунетост од аспект што поминавме, што можеше да се случи и што може да се случи на некој од нашите блиски. Значи, воглавно сите сме во еден грч во секојдневието, во нашето движење, во слободата на изразување, во слободата на движење. Практично пореметена перспектива, збунетост, депресивност и една нова кованица ковид несоница од сето тоа што веќе е проживеано.